Добар ден, драги пријатели. Ние сега се наоѓаме во прекрасниот град Вајхај. А Андреј дојде тука токму за да ја подеси својата бизнис активност за производство не само на мотори, туку и на китови и автомобили во иднина, за да испорачува во други земји не само мотори и контролери, туку и целосни комплети. Во Москва неодамна тестиравме добар 4-полен мотор. Многу перспективен. Сличен на до 95, исто така 4-полен, 48 канален. Некој се интересираше за тоа. Моторот е побрз од сите мотори кои беа претходно 6-полни, како што се да 100-112. Тоа значи дека моторот, кој сега ќе се произведува, исто така ќе биде 112 габарита, но 4-полен и многу побрз, како што реков. И по моќноста ќе биде поголем од 112, бидејќи има ист момент на вртење, но поголема брзина. И при тестовите, тој се покажа многу добро, односно беше тестиран во лабораторијата во Валмаш. И сега задачата е, каде ќе го вметнеме. И ова е нашиот прв кандидат, каде што ќе го вметнеме. Ова е товарно возило со носивост од 1,5 тони. Практично истата гаселка која се користи во Русија, но, како што можете да видите, има добар дизајн. Еве, ние ја снимавме и во движење. Сега има магнетен мотор. И тоа, што Андреј сега снима, секако, потрошувачката е малку поголема и кога тргнуваме, оди до 180 ампери. Тоа значи дека потрошувачката е голема. Кога се искачуваме на мала ритче со мала брзина од 20 на час, потрошувачката достигнува до 100 ампери, па тоа е премногу. Ако користиме наш асинхронски мотор, потрошувачката е 2 пати помала. Тоа значи дека не зборуваме за некоја стабилна брзина, туку за сите прелазни режими. Затоа, особено голема е потрошувачката кога моторот не има доволно крут момент и започнува. Потрошувачката е голема. На мали нагиби, кога започнуваме да движиме, потрошувачката е голема. Затоа и го избравме, ќе се задржиме на овој мотор, кој ќе се стартува. Името ќе му го дадеме подоцна, ќе биде 112 сон или некако поинаку. Потоа тоа ќе се разјасни. Главното сега е да се започне со производството. Главното е што првите тестови помина. Автомобилот сам по себе е многу добар. Андреј се возеше на него, многу задоволен. Тивок, не, лош. Ага. Не е лош дизајн во принцип и во споредба со тој кенгур, кој го снимавме пред година дена, да, кој беше сертифициран за Русија. Па тоа е небо и земја. Нам ли е поудобно, седиме пријатно, прегледот е многу пријатен. Тоа што сега патувавме овде по планините. Евидентно е дека автомобилот е многу управлив. Тоа значи дека управливоста од моторот нема да се изгуби, но ќе се зголеми приемливоста и ќе се добие можноста да се вози по планини. Затоа што, на пример, ова возило сега се разгледува за испорака во Индонезија. Но мојот клиент, мојот интернационален партнер, кој има филијали во Сингапур, филијали во Кина и треба да има испорака во Индонезија, им е потребно возило, кое може да вози по планини, на пример, или слично. И кај ова возило со магнетен мотор, максималниот агол на нагиб е 20. Тоа е премалку за товарното возило, особено ако се натовари 1,5 тони, тогаш е јасно дека нема да може да се движи. Сите кои се соочиле со до 95 знаат дека моментот на вртење на моторот е огромен. 83 при старт плюс редуктор, ако се стави, тогаш на тркалата, со редуктор 8. Ќе биде јасно дека речиси 500 ньютон метри, тоа е речиси како тенк. Затоа новиот да 112 ќе има способност да влече. Јасно е дека моментот на вртеж ќе биде уште повисок, а влечењето ќе биде многу поголемо. Затоа се надеваме дека ќе добиеме многу добар мотор и добро прво транспортно средство, кое ќе биде со нашиот мотор.